Кажете ни кои се клучните цели на овој проект за денешниот настан, колку партнери учествуваат во проектот, на кој начин проектот ќе зајакне прекограничната соработка во борбата против шумските пожари? Во јануари оваа година започна голем меѓународен проект финансиран од Европската Унија, Forest Fire Struga, домаќини сме ние Македонија, односно Дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи пожарите на отворен простор, но и шумските пожари не познаваат граници и многу често тие се одвиваат истовремено на територијата на неколку соседни држави. Во овој проект се вклучени повеќе соседни држави, тоа Грција, Албанија, Црна Гора, иако Црна Гора не е соседна држава, но таа е во соседството, со неа си помагаме во текот на летото. Исто така Австрија како членка на Европската Унија, Бугарија како членка на Европската Унија и Кипар. Во овој проект главните настани ќе се одвијаат на територијата на општините Струга и Охрид, каде што во следниот период ќе следат повеќе активности, но би препорачал за активностите повеќе работи да каже Севгани Ибрахими, раководител на оделение во Дирекцијата за заштита и спасување. Ај вака само да прашам околу сега летниот период доаѓа сезона на пожари, колку Македонија е подготвена да се справи со овој тип на пожари? Дали имаме доволен број на капацитет на опрема, на возила, теренски возила, каква е состојбата со авионите, има ли доволен број пилоти? И научивме ли нешто од минатото? Се разбира дека научивме, оваа година Македонија ќе влезе многу поподготвена во однос на порано. Можам да кажам дека во овој момент дирекцијата има 5 пилоти на ер-трактори кои што се подготвени за дејство во пресрет на сезоната на шумски пожари. 3 ер-трактори во текот на мај ќе бидат вратени од сервис. Во овој момент едниот е функционален, е во државата, останатите 2 се на сервис во Загреб. Најверојатно во април, но најдоцна во мај истите ќе бидат во државата, така што во јуни ќе имаме 3 функционални ер-трактори и 5 пилоти на ер-трактори, но истовремено трагам и по дополнителен број на пилоти на ер-трактори. Исто така од минатата година на располагање на дирекцијата се 43 специјални возила, пренаменети претходно војни и полициски возила, и тоа 23 Пинсгауери, 15 БТР-80 со моќни водни топови со домет од околу 100 метри, како и 5 хермилини кои што ги користиме за влечење на цистерни од 4 до 8 тона во зависност од нашите потреби, но истовремено и од локалните капацитети во некои делови од државата се зајакнати со нови возила, а на неколку места се донесени возила како донација, можеби не нови, малку користени, но во одлична форма, во одлична кондиција. Исто така би спомнал дека и некои од доброволните противпожарни друштва, како што е доброволното друштво во Кочани, се со значително зајакнати капацитети и можеме ова лето да сметаме и на нив, односно нивните капацитети. Ке стигне ли навреме да се овие авиони ер-трактори да се сервисираат за пожариве? Првиот ер-трактор пред повеќе од 1 месец беше однесен во Загреб, вториот пред неколку недели. Јас, како што реков, очекувам во април да бидат вратени, сервисирани во државата, но во мај, првата половина на мај, повеќе од сигурно ќе бидат тука, но и во овој момент имаме еден функционален ер-трактор за, не дај Боже, ситуација, доколку порано од она што го очекуваме, значи пред сезоната на шумски пожари, се појави некој сериозен шумски пожар. За теренските возила сите се во функција? Теренските возила во овој момент се наоѓаат во Кавадарци, истите ќе ги лоцираме во касарните Криволак или Пепелиште. Во овој момент во разговор со генерал-штабот на армијата ќе договориме, односно по нивна препорака ќе ги лоцираме на едно од овие 2 места и таму ќе бидат лоцирани се до почетокот на сезоната на пожари. Во моментот кога Макфисо, тоа е еден програм кој што го користиме во Центарот за управување со кризи, ќе покаже дека сувоста на вегетацијата и временските услови веќе представуваат сериозен ризик за појава на шумски пожари или пожари на отворен простор. Во тој момент истите ќе ги распоредиме на различни локации низ државата, пред се подпирајќи се на тој сателитски систем Макфисот, каде што можеме да видиме кои се најранливи делови од државата и генерално онаму каде што сувоста на вегетацијата е најголема, тоа е пред се источните делови или југоисточните делови на државата, јужните делови, каде што најпрво започнуваат пожарите на отворен простор, таму ќе лоцираме поголем дел од овие возила, но во било кој момент можеме истите да ги разместуваме во текот на денот, во текот на ноќта, за да бидат присутни токму онаму каде што се непотребни. Значи Македонија е подготвена ќе биде за пожарите ова лето?
Поимот подготвена може да се толкува различно. Една многу помокна Грција од Македонија, една драстично помокна Турција. Секој лето имаат сериозни проблеми со шумските пожари, секој лето бараат меѓународна помош, но значително поподготвени во однос на минатите години. Благодарам. Доди поблиску.